Play In. Вчера на широк согак се одржа концерт на Викторија Лоба и Елена Ристевска по повод отворањето на рускиот конзулат. Како поминавме таму и што изјавија Елена и Викторија, погледнете во продолжение. Play In. На плоштад Магнолија заедно со Елена Ристевска, добре дојде официјално во Битоло. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, како е пред битолска публика? Најубаво. Зошто најубаво? Па прво затоа што е многу бројна. Значи битолчани сакаат музика, се гледа и не знам, не можам да измерам до каде се има луѓе, мислам. Првото задоволство на сцена кога ќе се качите, кога ќе видите огромна публика. Второ, толку верна публика, толку многу расположена, на едно место ретко се наоѓа. Посебно најмалите. Тука ми се вака. Се публика која останува за секогаш. Во суштина најбитната публика се најмалите. Прво да ти честитам за тоа освоената награда во Германија за најдобар пејач од Македонија. Моментално и прво место на ОАЕК за видео за Евровизија имаш, не знам колку се информирана, моментално ја дознав информацијата. Појма немам, не знам што е тоа. Ексклузивно имаш од мене. Драго ми. Видиш, изненадување ми приреди за мене. Така, кажи ми како беше чувството и искуството во Германија? Одлично, секогаш кога ја представувате државата не можете да не се чувствувате убаво најубаво, мислам, затоа што кога бе одбрале, поготово фановите да отпеете некаде нешто и да на македонски пред се отпеете и да забавувате некоја си публика која не е македонска, туку е напротив европска и светска, таму имаше навистина од многу разни држави. Така, такво е чувството да не се опишува, мислам, џабе ќе зборувам. Кажи ми, имаш доста настапи ова лето. Ова беше склоп во Битола, кажи ми кога да очекуваме нешто позначително, можеби голем самостоен концерт твој. Па, можеби до година тако нешто се размислува на таа тема многу. Имаме доста планови на таа тема, но да не зборувам однапред за нештата, ќе видите што е во план. Секако имам план нешто да, како една мала турнеја пред било каква голема, да речам, работа како концерт да се направи. Значи ќе има еден можеби unplugged концерт. Нешто слично на ова не е unplugged, ќе биде нешто малце поинтимно во некоја сала, можеби отприлика околу Нова година. Така што кога сме кај концертите е тоа, но многу би сакала што поскоро да направиме нешто големо тука во Битола. И во поголемите градови низ Македонија. Јас ќе ве замолам да го направите тоа, бидејќи мора да зачуваме квалитетната македонска музика. Единствен репер за тоа мислам дека си ти кој знаеш како да го правуваш тоа нешто. За жал многу е тешко во вакви услови во кои твориме да одржиме некое си ниво, да со исклучиво сопствени песни направите журка или да едноставно направите еден убав концерт. Така што буквално сте успеале кога 90% се ваши песни на концертите, како што се во принцип моите концерти. И мораме да се бориме. Ако не се бориме да покрај шундот и турбофолкот кој што се имплементира во Македонија или се увезува, можам да кажам, и без, да кажам, бесконечно го цениме сето тоа, може би звучам иронично, ама мислам дека прво и основно треба себе си да се почитуваме, потоа сите останати од надвор. Бидејќи обратно е надвор, тие себе се почитуваат повеќе, тие од страна, да речам, ги почитуваат, но малку помалку од сопственото. Елена, ќе ти посакам успех се понатаму што и да работиш. Не окупираат твоите фанови, ќе те оставам да се сликаш со нив, така да уживај во моментите во Битола. Ви благодарам многу што го проследивте настанот, што бевте дел од оваа приказна. Наскоро на вашата телевизија очекувате го спотот за песната Још ме плашиш со Хари Матахари, кој го снимивме пред само неколку дена. Претходното прашање не го одговорив. Буквално на крајот од летото ги фатив последните неколку концерти, каде што всушност па можам да кажам дека уживам на сцената, бидејќи конечно имаме еден потполен целосен бенд. Потполна и приказната конечно, не знам дали можете да приметите. И танчари имаше на сцената за прв пат, најчесто сум... Да, јас сум за тоа да има и танчари, да има буквално една журка на сцената, така што мислам дека тоа ви се допадна. Ако ви се допадна, едва и чекам следен пат да виде. Готово. Ние те чекуваме кога и да си добра ден си кај нас. Ви благодарам многу. Фала ти тебе.
како да е крај на светот. Но сепак дојде и други проблеми во животот и сватив дека четворката била најмалиот проблем во целиот мој живот што се видела. Те сакам. Што пише? Те сакам. Тата. Викторија Лоба овој пат во центарот на Битола. Вики, ќе те наречам добре дојде. Добро ве најдов. Какво е чувството да се настапувате, бе, ќе те прашам, ја прашав Елена. Велат има некоја посебна енергија тука во Битола. Какво е чувството да се настапува овде пред битолчани? Битолчаните вистина имаат некоја посебна енергија, таа енергија ни ја даваат нас пејачите и вечерва имаше една магична ноќ која што верувам дека јас и Елена вистински ја доживеавме. Им благодариме многу еве сите што ќе ме гледаат после концертот. Фала ви многу за оваа убава прекрасна вечер. И се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме во Битола, сите заедно. Те гледаме на повеќе фестивали низ Македонија. Кога да те очекуваме да те видиме на големата евровизијска сцена? Па добро, тоа Може би како представник од Македонија или од Русија? Се уште не сум конкурирала за македонската евровизиска сцена. Секако тоа е нешто во иднина. Меѓутоа сега не размислувам се уште за тоа. Може би нешто спонтано ќе дојде и така нека биде спонтано. На спонтаноста е дефинитивно најубавото нешто. Верувам дека имаше и полно настапи ова лет. Значи, да речам, фул лето исполнето. Кажи ми, кој настан би го издвоила, кој настан најмногу ти се допадна ова лето? Не сакам да издвојам никого, пошто сите верувам дека ќе се налутат. Ќе речат нас зашто не спомна. Навистина, во сите градови моментално има добра шема, да кажам, и по базените правиме добри настапи на плаштади. Едни од омилените ми се Битолчани. Исто така ова Источна Македонија се навистина луѓето поотворени, подраги. Не би сакала така да не ги навредам, меѓутоа поискрени во однос на музиката, се отварат и ги поддржуваат пејачите. Така јас го доживувам тоа. Македонската музика во последно ја има, но малку ја нема. Некоја друга музика застапува на сето ова. Колку е тешка борбата да се направи квалитетна македонска музика и колку вие успевате во сето тоа? Па нема веќе кој не праша ова прашање, сите мислам дека пејачи ги бомбардираат со ова. Видете, навистина
На некој начин е криво кога нашите македонски звезди не се истакнуваат, а се истакнуваат тие некои што се нашите соседи. Меѓутоа, ние сме тука да се бориме, ние живееме за музиката и живееме за нашата публика, живееме за овие луѓе вечерва кои што се собра. Ќе го правиме тоа без суета, без еготрипови и тука сме за вас. Ние сме тука да ве пратиме во се што го работите и ви посакуваме голем успех и понатаму од моје име и име на цела телевизија. Фала ти многу. Фала ти тебе. Поздрав до сите гледачи. Ćao. Play in.